свесни сме дека кога ќе дојдеме во периодот на пубертет кај децата, од поинакви работи се најважни. Меѓутоа, во раното детство тие навистина имаат еден впивачки ум и баш е клучно во оваа возраст, јас би рекла од втора, трета година па се до 10-та година, активно да се работи не само на воспитната активност кај децата, меѓутоа и на образовната активност и на негување на нивните интереси. Бидејќи што е целта, една од целите на образованието? Целта е понатаму детето да избере одредена кариера. Дали тоа ќе биде експерт во некое поле, дали тоа ќе биде некаков уметник, дали ќе биде експерт за градежништво, дали ќе биде молер кој што исто така е уметник и создава некои прекрасни дела и сите го препорачуваат на познати. Да. Важно е кај децата да оформиме мислење дека се е возможно и дека начинот на кој што сите тие работи се постигнуваат е со активност и со работа. И да не ги ограничуваме уште од најмала возраст, а свесни сме дека генерално менталитетот кај нас и нашите лимитирачки верувања не наведуваат кон тоа да размислуваме дека па немој да избираш оваа струка, нели не е толку перспективна како другите. Апсолутно. И свесна сум за тоа дека најголем дел од младите луѓе кои што понатаму избираат професија, нели една од целите на подкастот е да им помогнеме на младите во изборот на едната професија и да се информираат. Значи, најдобрата одлука ќе ја донесеме доколку таа е информирана, ги прибереме сите информации и тоа е наша одлука, тоа не е одлуката на нашите родители, тоа не е одлуката на нашето друштво или нели средината во која што понатаму сакаме да се наоѓаме, меѓутоа тоа е наша одлука за тоа кои наши компетенции понатаму сакаме да ги развиваме. И бидејќи работаме како кариерен советник, сваќам колку е проблематична таа одлука кај младите лица и навистина со страв пристапуваат на истата одлука наместо со ентузијазм. Да. А немаме многу примери би рекол во секојдневието кои ни покажуваат што се е можно кога си го следиш срцето, например. Не срцето во смисол што и да чувствувам сега да го направам, туку кога гледаш дека едноставно некоја одлука не е во склад со целата твоја личност, со твоите вредности, со твојот морален компас, да речам, не го прави, него едноставно мислам нема цел, нема поента. Тоа што го рече, ќе се вратам пак после да прашам едно прашање во врска со специфичноста баш на тие години кога влегуваат децата во основно образование. Тоа што ме зачуди е како од една платена професија како архитектура си избрала да одиш на педагогија. Платена професија не е термин кој што го користиме во кариерно советување, бидејќи секоја професија може да биде платена доколку личноста е експерт во својата област. Бидејќи педагогија не значи само дека јас ќе бидам воспитувач во предучилишна установа, што е секако супер професија и најверојатно дел од својата кариера ќе посветам и таму, меѓутоа тоа може да значи и дека можеби во иднина би имала своја компанија каде што јас ќе произведувам дидактички материјали кои што ќе помагаат во развојот на раното на децата во раното предучилишно воспитание. Или можеби ќе работам на она што го дискутиравме, нели контактот со родителите и како на родителите да им се даваат совети за како да потпомогнат во развојот на своите деца или можеби доколку понатаму предучилишното воспитание го добие заслуженото место кое што го дискутиравме, можеби развој на понатамошни образовни програми, на доградување на постоечките образовни програми со цел нели да ги следиме светските трендови, бидејќи не е целта само да имплементираме нешто кое што не би функционирало моментално во нашата држава. Целта е да се истражи каква е моменталната ситуација и што реално може да постигнеме за 5, 10 или 15 години.